Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Коруптивните шеми и скандали на кадрите на ВМРО ДПМН во земјоделството ја доведуваат во прашање европската поддршка за реализација на ИПАР 3 програмата вредна 128 милиони евра. Големиот скандал со директорот на платежната агенција Илија Стоилев, кадар на ВМРО ДПМН, го докажува она на што постојано укажувавме. Вистинската слика за ова владење. Држава заробена од партиски и лични интереси, корупција и неспособни кадри. По овој скандал, според информациите кои што ги имаме, веќе има најава и тоа е можно да Европската Унија ги стопира финансирањата во ИПАР 3 програмата од Европската комисија. Во ризик се ставени 128 милиони евра од целата 7-годишна програма. Пари кои требаше да бидат двигател на нашето земјоделство. Тоа значи дека нема повеќе нови повици, најавите за новите повици не може да се отворат, нема нови договори кои што ќе бидат склучени, но исто така и нема исплати за проектите кои што тековно се финансираат. Илјадници земјоделци и агробизнисмени кои ги имаат планирано своите инвестиции на основа на овие средства или веќе реализираат инвестиции, сега се соочуваат со неизвестност, ризик и страв за да не ги изгубат овие вложувања. Губењето на правото на располагање со европските средства, кои се главен извор за модернизација на македонското земјоделство, за набавка на механизација, за опрема во преработувачките капацитети и изградба на нови, за поддршка на бизнисите во руралните средини, ќе го закочат целиот развој и ќе ја намалат конкурентноста на домашниот и европскиот пазар. Секогаш кога ВМРО ДПМН е на власт, поддршката од ЕУ е под знак прашање. Во 2017 година затекнавме иста состојба. Државата беше на раб да го изгуби европското финансирање во земјоделството со само 12% искористеност на средствата. Од тогаш па наваму 7 години макотрпно работевме и со Европската Унија изградивме ефикасен и професионален систем дома за поддршка и ефикасна искористеност на ИПАР програмата. Така, од 12% стигнавме до целосна искористеност на ИПАР 2 програмата. Станавме лидери во регионот по искористеноста на ИПАР и во секое село може да се види таблата на еден од 2369 реализирани проекти. А што имаме денес? Системот што го создадовме е уништен за само 1,5 година власт на ВМРО ДПМН. Од први станавме последни и со ризик поради овој корупцијски скандал да бидат стопирани 128 милиони евра за земјоделците. Година и пол алармиравме дека ИПАР 3 програмата е предмет на злоупотреби. Повеќе пати го дискутирав тоа и во Македонското собрание. Изнудувањето на пари, чувањето на предмети во фиоки и на биро, неажурноста, заминувањето на голем број на професионалци и партиските унапредувања на што реагираше Брисел беа се поизразени. А за вчерашната акција е само кулминација, која за жал не изненади, но последиците ќе бидат огромни. Почитувани, последиците од овој скандал се огромни и одговорност мора да има. Како земја кандидат за членство во Европската Унија, која нема друга алтернатива, Македонија е должна да демонстрира транспарентност, одговорност и функционални институции. Секое нарушување на довербата од страна на европските партнери го компромитира кредибилитетот на државата и води кон нови мерки како построг надзор, губење на финансиска поддршка и забавување на процесот на евроинтеграција. Во суштина, ова не е само удар врз земјоделците, туку и врз иднината на земјата како транспарентна, модерна и европска држава. Сада само очекува целосна, морална, политичка и кривична одговорност од секој што е вмешан во овој корупцијски и криминален скандал. Одговорност мора да има и за последиците кои што ќе следат. Не може земјоделците, луѓето кои што ја хранаат оваа држава и се двигател на македонската економија, да бидат жртви на корупцијата и на неспособноста на оваа власт.